Mladите se žrtve na SDSM, a namesto studentski grad Štip stana mesto od kade tije masovno se iselуваат. Со вакви обвинувања денес на пресконференција излего од локалниот огранок на ВМРО. Меѓутоа, за да бидеме на чисто, бараме одговор на следниве прашања. Кога почнува проектот Младинска гаранција? До каде е со изградбата на картинг центрот? Кога е отварањето на скејт и болдер паркот под Исарот? Дали на најуспешните учесници на меѓународните надпревари им се доделени ветените стипендии? Вакви прашања има многу, но ќе застанеме овде, затоа што е предолг списокот на вашите неостварени витувања. Следуваше писмена реакција од СДСМ. ВМРО ДПМНЕ со своите децениски криминални активности го девастираше македонското општествено ткиво, го уништи македонското стопанство, ги укина правата и слободите на сите кои не се согласуваат со нивните злосторнички идеали и на тој начин избркаа над 600.000 млади. Тоа злодело на ВМРО ДПМНЕ, тој миграцијски геноцид не се заборува и не се простува. Актуелната влада, предводена од СДСМ, прави силни напори да ги ублажи последиците од разбеснетот и забегано владење на ВМРО ДПМНЕ. Владата силно го поттикнува предприемаштвото кај младите луѓе преку мерките за самовработување од Агенцијата за вработување, со обезбедување на грантови во висина од 5.000 евра за поединец или 10.000 евра ако станува збор за две невработени лица кои би ги издружиле средствата. Обезбедивме 424 грантови за младите земјоделци од по 10.000 евра за да започнат собствен агробизнис. На централно и на локално ниво интензивно се инвестира во образованието, со што се обезбедува еднаков пристап до квалитетно образование и стручност на идните генерации. Се вели во соопштенијето од СДСМ.